Пред да започнеме со нашата утринска тема, која што повторно се однесува на тоа какво Скопје сакаме и кои се решенијата за проблемите со кои што се соочува нашиот главен град, решивме да ги прашаме и граѓаните на Скопје. Што тие мислат, што е она кое што прво го забележуваат, впрочем, зошто се однесуваме така со отпадот и зошто не завршува таму каде што треба и зошто главниот град не е преплавен со отпад. Ајде во продолжение да ги слушнеме одговорите на нашите граѓани, оние кои што ги сретна Марија. За сега се пожарите. Општо и ѓубрето во Скопје. Дали сметате дека локалните власти преземаат доволно за да... Ништо не преземаат. Што треба да се направи? Треба да се исчисти градот. Прве треба контењерите да се средат. Поготово за нас центарци. Контењерите се катастрофа, ги искршија со самото превземање на ѓубрето. Јас ги гледав лично од тараси. Ова е катастрофа сега што се случи. Никогаш не било вака. Имало најголема магла у Скопје, ама не било вака и се све на дрва се. А ова колите се... Дали сметате дека надлежните доволно прават во врска со овој случај? Што ќе прават тие? А што ќе прават, каже, кој ги подржава нив? Ова колите се најголеми загадувачи, да знаете. Ние, Само ние? луѓето. Значи, поголем загадувач од нас нема. Фабрики, тоа е нус појава, ама кој раководи со фабрики, бе? Тоа е, која год да е власт. Ова сега градска власт се покаже, значи, стварно не ја бива. Ама која год да е власт, ако ние не се малце едуцираме во таа насока, не знам ја што ќе се прави. Не знам. Тешко на вас, децава. Депониите и воопшто народот. Се преземаат доволно мерки? Ни се гледа никакви. Ите тоа е мислењето на дел од граѓаните или оние кои што Марија ги средна, се разбира дека поголемиот дел од нас или да не речам сите го делиме мислењето со оглед на тоа што во изминативе денови можеме да забележиме и голем број фотографии во населбите каде што живеат граѓаните за тоа како и на кој начин и се однесуваме кон отпадот, но и гледката која што ја имаат пред нивните дворови, куќи, згради и така натака. Ја насловивме оваа тема какво Скопје сакаме и кои се проблемите со кои што се соочува нашиот главен град, но исто така за оние кои што не следат, а и се на социјалните мрежи, како утринска на Телма, го имаме поставено ова како прашање. Доколку сакате да дадете ваш одговор или ваше мислење и се разбира ќе ве наградиме за тоа со една книга од утринска на Телма. Вашите одговори ќе ги очекуваме, а во продолжение реализираме нашата утринска тема повторно во таа насока, со тоа што ќе сакаме да најавиме еден предстоен форум кој што се занимава со овие теми. За тоа што ќе се случува на овој форум, кои се темите, кои се говорниците и кој е всушност очекуваниот резултат од истиот денес во утринска на Телма, во нашата утринска тема, зборувам со мојот гостин и соговорник Филип Стојановски, кој што ни доаѓа од Центарот за климатски промени, кој што се и организатори на овој форум. Филип, добро утро и добро дојдовте во утринска на Телма. Добро утро и благодарам за можноста да повикаме што повеќе граѓани да видат дел од овој форум и да го дадат нивното мислење и каков град сакаат да видат во иднина. Така е. Впрочем, и од нас зависи за тоа каков град ќе биде Скопје. Ако зборуваме за индивидуалната и колективната одговорност, секако треба да се подигне свеста во овој дел, ако зборуваме за екологијата, за чиста и здрава животна средина, пред се и на граѓаните, но и на надлежните институции или тој сооднос кој што треба да го имаме како една целина. Сме зборували во минатото со вас за различни теми кои што ги реализирате, проекти, форуми и така натака, и некако имам впечаток дека оние луѓе кои што работат во тој дел точно знаат која насока да дадат, но никако резултатите се мали или ги гледаме многу поретко за жал. Се најавува, односно се очекува форум, ќе ни кажете кога и каде, одржливо и функционално Скопје, перспективи и можности. Јас би прашала, имаме ли се уште перспектива и можност да го направиме Скопје одржливо и функционално? Вака, значи би било, да кажеме, нелогично за нас граѓаните се откажеме од сопственото место каде што живееме и да сметаме дека град Скопје не може да биде одржлив и функционален. Но никако сме се навикнале. Па сме се навикнале, дека ајде вака малце
да поставиме едно метафоричко прашање, да кажеме дека луѓето што живеат во Македонија, кога одат во странство се културни, кои ќе се вратат тука повторно се враќаат на старите навики. Тоа значи дека системот во кој што живееме не е доволно добро поставен за да функционира за сите ние да се однесуваме правилно и соодветно како што е достоинствено за еден ваков град или за една ваква наша држава, која што е толку зелена и толку чиста и ние само да ја одржуваме. Ние се однесуваме кон нашата држава и кон градот како сме гости, а не како сме домаќини. А гостите се однесуваат подобро кон нашиот град и кон нашата држава и ни се чудат како тоа ние се однесуваме. Така е. Така како што се однесуваме. Тоа значи дека домашната култура на гостите што доаѓаат е малку на повисоко ниво од нашата. Сега има повеќе аспекти зашто е тоа така поврзано, меѓутоа ние само треба да ги преземеме добрите практики што ги применуваме во другите држави кога ги посетуваме и кога ќе се вратиме тука да се бориме истите да бидат воспоставени во нашиот систем. Дали е тоа општина, дали е село, дали е рурална средина, дали е зграда, дали е куќа, значи на местото на живење, на микро, макро локација, истите да ги применуваме. Дали е возможно, се е возможно, прашање на време само кога ќе се случи. Истото може да го постигнеме за 100 и за 200 и за 300 години, а може да го постигнеме, да кажеме, со превземање на мали чекори да биде што повидлив резултатот за побрзо време, за година, 2, 3, 5, 10 и така натаму. Она што треба сите ние да го правиме, вклучувајќи ми мене да не се да се оттргнеме од тоа кога зборувам. Идејата е да почнеме да ги приметуваме работите, зашто ние сме навикнати на средината која што живееме, кога ќе скочиме од влезот да не приметуваме дали малисија, отпад и така натаму, влегуваме во автомобилот, во автобусот не приметуваме каков е што е, одиме на работното место очекуваме повторно некој друг да се грижи за чистотата, се враќаме дома и тој циклус, да кажеме, затворен. Да. Идејата е дека малку треба да ги отвориме видиците, да допринесеме, да почнеме да разговараме, да приметуваме и на тој начин работите ќе почнат да функционираат. Да не испадне само бабичката што живее на приземје, да одржува зградата, туку зградата да одржуваме сите ние што живееме во нејза. Она најмногу што се смеам е дека нели ние кога го купуваме станот, а не го купуваме и влезот, иако и влезот ни припаѓа на нас. Него меѓутоа ние викаме влезот е на управителот, не е влезот на станарите. Па затоа прашувам кој дел од влезот е наш, па тој да го одржуваме 2, 3 или 5 плочки, а за останатите нека се грижат и другите станари. Мислам, банален е примерот, чисто само да ја направиме споредбата. Да, за одговорноста на секој од нас и за вклученоста во тоа кое што... Да, и уште еден поразителен факт, например, кога одржуваме едукативни работилници по училишта, дали основно или средно, првото прашање е дали нешто ви смета на учениците, таму каде што живеете. Најчесто одговорот е не. Второто прашање дали посетуваат други држави, они викаат да. Каде е поубаво? Они викаат во другите држави. Зошто? Па таму нема ѓубре, има подобар транспорт, не е загадено, има дрва, има ово. Значи истите проблеми таму што ги гледат, тука не ги приметуваат. Навикнати сме на сликата за животната средина која што живее. Од тука треба да почнеме да приметуваме. Од кога ќе почнеме да приметуваме, полесно ќе биде. Така и ако зборуваме за тој поразителен факт, особено кај младите, кои што се нашата иднина и кои што апсолутно би требало да знаат, да лоцираат, да приметат и да бидат гласни во тоа што го забележуваат, во каква средина живееме, тогаш навистина треба уште многу да се работи и уште веројатно многу повеќе да се подигнува свеста на ваков или онаков начин. Едно од тие е и форумот кој што го најавуваме. Одржливи функционално Скопје, перспективи и можности, како што споменав, повеќе панел дискусии и веќе почнеме со првата тема и во контекст на ова и неколку прашања нели и во склоп со нашата тема. Предизвици и решенија во управувањето со отпад во Скопје. Очигледно неопходно дека треба да постои една ваква панел дискусија, предизвици, можности за во управувањето со отпад и депонии нели во главниот град во Скопје, влијание врз животната средина и здравјето на граѓаните и улогата на граѓаните во процесот на креирање одржливи решенија, впрочем ова кое што го зборувавме. Имате и говорник на оваа тема, малку околу самата организација или да речеме одбирање на овие теми кои што се на овие панел дискусии, како и соговорниците, за да има еден корисен исход. Така е. Значи идејата ние поделивме во две теми. Првата тема е отпадот. Отпадот е нешто што не засега сите, кој што видовме од анкетата. Од првото нели што им смета на граѓаните е отпадот и тоа е некое решение што ние треба да го решиме веќе во 21 век, да не се третира нели како научна фантастика, туку да почнеме да го третираме отпадот соодветно. Зошто ние се уште имаме толкави проблеми со отпадот е едно
од причините зашто ние сакавме граѓаните ги повикаме да имаат можност да разговараат со одговорни лица од општините кои што постапуваат со управување со отпад. Имаме советник за животна средина, имаме инспекцијски надзор, имаме дури представник од Зелен хуман град и сите ние да дебатираме на оваа тема. Прашањата на граѓаните што ги поставуваат се, да кажеме, безброј, кои се поинформирани, кои се понеинформирани. Почнуваат прашањето, ако ја го фрлам отпадот во кантата во мојата општина, чиј е отпад? Дали отпадот на општината, на комуналното? Ако кантата е дупната, кој треба да поправи, комунална хигиена или општината? Да. Ако улицата е прљава, кој треба да исчисти, дали комунална хигиена или општината? Значи, тоа се секојдневни прашања што граѓаните ги поставуваат, а ова е можност ние да отвориме дебата и да се информираме заеднички, за да може после заеднички да действуваме. Зошто не селектираме? Зошто мене општината не ми дава канти? Кој треба да ми даде канти за селекција за отпад? Да. Ако јас ga селектирам пластиката, кој треба да дојде да ја земе? Дали стаклото што го фрламе во зелените звона кој ја собира? Дали ја собира комунална, дали го собира пакомак? Значи имаме толку многу отворени прашања каде што граѓаните сакаат да добијат информација, а дел од нив не се информирани. Идејата на самиот форум е граѓаните да дојдат да се информираат и да ги кажат проблемите за да може да се најдат решенијата. Во моментот имаме помалку проблеми отколку тоа што треба да спроведуваме како решение. Сите ние очекуваме да живееме во чиста и здрава животна средина, меѓутоа проблемите не доволно се идентификуваат од страна на нас. Значи ние не бараме доволно од нашите градоначалници или општински власти и државни власти за они да реагираат. Идејата на самиот форум е да се поттикне разговор, од разговорот се поттикнуваат проблемите, а од самите проблеми ќе се побара решение. И тоа е самата идеја и затоа за отпадот ние сакаме да разговараме. Еден од начините за разговор е нели кога има протест. Меѓутоа протест е да кажеме таа највисоката граница нели кога више ние револтот немаме да како така е и протестот. Значи ние сакаме да имаме и други, да кажеме, насоки на действување, не е само протест, има барање, поднесување, решенија да се побара по административна постапка, да се запознаеме со административната постапка и да почнеме да действуваме. Тоа е и самата идеја на самиот форум и затоа е потребно што повеќе граѓани да дојдат. Да не од само од општина Центар или од општина Аеродром, зашто проблемите во градот Скопје се исти за сите. Воздухот што го дишаме е истиот. Дали сум ја во Ново Лисиче или во Сарај, истото е, нема никаква разлика. Кога гори депонијата во Вардариште, мирисот го сеќаме сите, не е само во дека во Аеродром и Кисела вода и Центар секаде ќе биде. Еве депонијата Дрисла видовме. Дрисла иако е далеко е во Батинци да кажам. Ама и од Батинци нели кој ќе се смени правецот на ветерот, го чувствуваме сите, значи проблемот не засега сите нас. Знам кога гори дека е локално, меѓутоа ние треба да го гледаме него како да кажеме глобално решение или национално решение што ние треба да го решиме, да си помогнеме самите на себе. Така е и она кој што ни се случи викендов, односно во саботата, нели, и пожарот во магазинот во Трубарево и тоа апсолутно го чувствувавме сите во воздухот и на таков убав се уште летен викенд да седиме со нели затворени прозорци за жал. Она кое што се дебатира веќе наназад, можеби и со години, дали отпадот треба да се селектира. Не знам зошто се уште се дебатира тоа кога дури децата во градинка знаат дека што значи рециклажа, впрочем на тоа и ги учи образованието и образовниот систем, но не е само теоријата како таква, праксата е многу важна. Исто така ова што го споменавте за прашањата кои што ги имаат граѓаните, некои основни прашања кои што досега требаше да бидат тотално јасни, но не се јасни заради тоа што кога ќе излеземе на улица и кога ќе видиме преполни контейнери, тогаш каде би можело да го ставиме ние нашето ѓубре, така, ќе го отпадот или ќе го ставиме до контейнерот како што гледаме дека се случува дооколу. Што значи и граѓаните да, за својот отпад каде да се фрли, но и надлежните институции или оние кои што треба да го соберат отпад навремено. Навремено, се согласувам. Така е. Ако зборуваме за урбанистички предизвици, за нешто што е повторно слаба или болна точка за Скопје, зелени перспективи, тогаш и ова е дел од форумот и би сакала во одговорот исто да слушнеме каде ќе се одржува форумот. Ми се чини дека не споменавме за да знаат нели и оние кои што не гледаат каде би можеле да дојдат за да ги постават прашањата, па и некои прашања во контекст на токму овој урбанистички план. Така е. Значи форумот ќе се одржи во кино Фросина во среда со почеток во 17 часот или 5 часот попладне. Влезот е бесплатен, значи нема никаква врска за плаќање. Идејата е да дојдеме да разговараме, нивото на разговор е нели да си ги кажеме мислењата. Да. Не е битно на кој начин ќе се изразиме, битно е да се изразиме и да кажеме што ни е проблемот.
Во однос на урбанизацијата, тоа е нешто што се случува во последно време и гледаме дека притисокот, особено врз животната средина, многу се зголемува со зголемата урбанизација, каде што имало куќи, нели, никнуваат згради, немаме доволно патишта, немаме доволно водни цевки, имаме проблем со водоснабдување, со канализација и така натаму. Зелените површини, да кажеме, се надокнадуваат на некој начин дека ќе се затасат 2 или 3 дрва повеќе. Истото е едно од најчестите прашања како се пресметува зелена површина за урбанистите, нели, дали имаме доволно зелена површина, дали тој процент е 20, 30 или 35, нека дојдат граѓаните, нека ги постават прашањата, нека слушнат. Дали градскиот парк ја покрива доволно зелената површина за цело град Скопје или пак треба секоја општина засебно да си ја пресметува формулата и да си прави посебни паркови. Да не се гледа, нели, како град Скопје една од најголемите паркови и како урбан дел и при пресметката на зелени површини да не влегува за целиот град Скопје, туку да биде како разделено. Така да има некои делови што се, да кажеме, нефункционални и треба да се променат. Урбанизацијата е еден од проблемите зошто граѓаните сметаат дека воздухот е загаден. Обично, кога збориме за загаден воздух, граѓаните сметаат дека со повеќе дрва имаме чист воздух. Значи, граѓаните сакаат зелени површини да видат се повеќе и повеќе, меѓутоа, за жал, со новите маркици кога се прават, гледаме дека се повеќе имаме бетонизација околу зградата со паркинзи и така натаму, а се помалку се прават паркови со клупи. Дали ова треба да се промени? Јас лично сметам дека треба да се промени. Еден од начините е да кажуваме што треба да се направи и втората работа е, нели, кога се носат фамозните дупови, да се носат во одредено време кога луѓето се дома и да можат да отидат, да кажеме, кога има јавна расправа за дубовите, да не се кријат во скриените часови. Така, и мене ќе ме интересира вашето лично мислење како машински инженер, како човек кој што повеќе од 10 години е во работата во Центарот за климатски промени, со оглед на тоа што го споменавме, а тоа е и градежниот криминал, и урбанистичкиот хаос, и бетонот со кој што се соочуваме наместо кислород. Кој ја има поголемата одговорност за ваквата бетонска џунгла? Дали се тоа инвеститорите, дали се градоначалниците или повторно ќе се вратиме на граѓаните, ние што најчесто мирно гледаме со исклучок, со честни исклучоци, како велиме, исклучок на некои ситуации каде што сме виделе дека граѓаните реагираат? Па, ајде да кажеме сега, граѓаните не може да ги обвиниме таму каде што има донесено генерални урбанистички планови, а потоа детални урбанистички планови, не можеме толку многу да ги обвиниме граѓаните. Идејата е инвеститорите добиваат право на градба благодарејќи на донесувањето на маркиците од страна на општината. Сега, кога се носат, да кажеме, кога има расправа, нели, дека ќе се прави урбанизација на некои од деловите, за жал, деталните урбанистички планови се поставуваат во временски периоди и се толку скриени да не може, нели, граѓаните да бидат информирани да реагираат навремено. Сега, тоа е дел од постапката каде што ние реагираме дека кога има донесување за детални урбанистички план, некој, нели, акт да се разговара, да се даде на јавно мислење на граѓаните, тоа да биде во часови каде што они можат да реагираат и да бидат навремено известени. Значи, ферски е, ако ние планираме да се прави зграда до нашата зграда, ферски е да се известат станарите што живеат тука. Или околните станари, па тие да го дадат сопственото мислење. Или во населбата што живеат. Меѓутоа, за жал, тоа не се случува. Да, и уште една тема исто така која што е можеби важна или како прашање, ако можеме да го формулираме. Од една страна се соочуваме со зголемување на бројноста на жители во Скопје, па од тука и поголем број на автомобили и од тука и поголема потреба за паркинзи, или како велиме секогаш кога треба да отидеме некаде се случува таа нервоза околу паркингот или барање на паркинг место. Па повторно, како нешто што е дел од вашата професија, ако треба да се смисли формула за Скопје, повеќе дрвја или повеќе паркинзи, што ќе излезе како решение? Сакаме зелени површини, од друга страна велиме недостасуваат паркинзи. Така, паркинзите недостасуваат зашто има преголем број на автомобили. Се дека ние ги стимулираме луѓето да возат автомобили, автомобилите ќе се купуваат. Ние веќе имаме во Република Македонија се регистрирани отприлика околу 530.000 возила. Ако ние сме 1.800.000, ако ги одземеме старите и младите, ќе гледаме дека скоро секој може да вози веќе. Дали ни требаат повеќе паркинзи или дрва? Сигурно дрва повеќе не требаат од паркинзи. Да, тоа е апсолутно. Меѓутоа, од друга страна, па зошто треба да се запрашаме зошто луѓето се одлучуваат да купуваат автомобил? Тоа е клучното прашање.
Идејата ако ние гледаме дека имаме нефункционален јавен превоз, ако немаме добри возни редови што ги спојуваат линиите каде што луѓето патуваат, ако гледаме дека градскиот превоз на пример искача на ниво на автомобил сам да се возиш, тука потикну и прашањето зашто се купуваат автомобилите. Да. Значи, И тоа е во круг. И тоа е во круг. Значи, ако имаме ефтин јавен превоз, ако имаме добри возни линии, ако јас со велосипед побрзо стигнувам отколку со автомобил, тогаш ќе користам велосипед. Ама, како да кажам, затоа викам политиката ја прави градот, градоначалникот и раководните власти. Ние сакаме да имаме почист воздух сам од себе не доаѓа. Тоа е мултидисциплинарна дисциплина кај што треба имаме помалку згради, помалку автомобили, да кажеме дека треба отпадот да се реши, значи на сите полиња треба да реагираме, да не кажуваме на начинот на грејење и така натаму и така натаму. Така да за автомобилите би кажал единствената опција за жал за некои од граѓаните од град Скопје е да користат автомобил за да стигнат на време на своите работни места во дадениот момент. Да. Но тоа е кога е навистина неопходно и секогаш кога имаме опција плюс, веројатно треба да размислиме и за друга алтернатива. Иако може да кажеме дека и во Скопје се почесто гледаме велосипедисти или оние кои што се возат на тротинет или управуваат со истиот, не толку безбедно, но тоа е друга тема. Како и да е, важно е дека повторно се враќаме на таа индивидуална и колективна одговорност која што зависи и од секој од нас или како велиме тој ланец, ако зборуваме за системот, надлежните институции, а потоа и граѓаните ако сакаме да видиме пофункционално Скопје или некакви резултати во нашиот главен град. Важно е да се слуша гласот на граѓаните и тоа е некако дополнително мотивирачки, од друга страна фрустрирачки доколку тоа не се слушне, особено од оние кои што се надлежни. Но вие во вашите проекти и форумот кој што го најавуваме, отстапувате простор како што можевме да слушнеме. Кој е и вашиот впечаток и како центар, но еве и вашиот личен впечаток за тоа колку на вакви настани имаат интерес граѓаните да дојдат, доаѓаат, поставуваат прашање и понатаму откако ќе ги добијат вистинските одговори, дали пак вие сте ги слушнале нивните впечатоци за тоа дека нешто барем во нивниот дел или она кое што ги интересира за нивната општина или населба помогнало во таа насока. Така. Значи ние споредуваме вака повеќе активност, дали со млади, дали со повозрасни, значи зависи од проектот и од таргет групата. Најчесто засегнати се тие што имаат проблем. Тие што немаат проблем не се засегнати нормално. Ако ве допира некој проблем, тогаш барате решение. Да, таму каде што живеете, ако не може да се живее како така, што треба. Меѓутоа, ако вие проблемот него чувствувате, нормално е дека вие немате ни потреба да дојдете на ваков форум. Ако на вас вие кажувате дека се ви е добро, тогаш немате ни потреба за што да разговарате. Повторно кажувам, не значи дека ако немаме проблем, дека во околината нема некаков проблем. Зашто живееме во град Скопје, каде што прво отпадот на сите ни смета. Тоа е првиот проблем. И за отпадот треба ние да разговараме за да се најде решение. Дали се наоѓаат решенија? Да, се наоѓаат решенија. На пример, ако како што беше во анкетата, нели скршен е континерот, се кој треба да го смени континерот? Општината или треба да го смени Дрисл, јавното комунално предпријатие? Од кога ќе почнем ние да реагираме и да функционираме, решението ќе се најде. Меѓутоа, повторно кажам, битките ги водат еден, двајца или тројца и тие ги тера битките до крај. Тоа е најлошата работа. Ние треба да бидеме здружени и заеднички да действуваме. Од нашето досегашно искуство е дека и со младите, кога имале некои барања од општините, секогаш искачаат во пресред да ги решат. Зашто и они треба да програмираат некакви средства за барањата на граѓаните. Ако они немаат барања од граѓаните за живот на средина, буџетот за живот на средина се сведува на одржување на тревни и јавни површини. И за друго нема пари. Се додека граѓаните не почнуваат да бараат и најчесто што се барањата на граѓаните да се направат улици, да се асфалтираат патиштата. Тоа им е најбитната работа на граѓаните, да се направат некои од патиштата. За жал, некои поголеми и посериозни проекти од страна на граѓаните не се ни бараат. Да не кажувам дека ние немаме веќе некој посериозен проект за грејење, некој централно грејење да се бара од граѓаните, некако да се реши тоа. Или за транспортот да се направат повеќе велосипедски патеки. За жал, нели во градовите како град Скопје, кај што е идеален, рамен град каде што треба да се вози со велосипед, се уште гледаме дека е развиен, но не е доволно, не се доволно добро споени улиците.
Ние тоа што кажуваме со колегата се возиме, ако патеката на возење на велосипед на вас не ви е допадлива е да нема многу качувања, спуштања на тротоари, колку лесно вие поминувате, дали поминувате низ бучни места, не бучни места. Значи колку ви е на вас пријатно возењето, се толку вие повеќе ќе го користите велосипедот. Или ја ако пешачам, ја ако треба сега да пешачам низ центар, низ плоштад, каде што нема дрва, нема сенка, нема вода, нормално е дека ќе искористам некој друг превоз. Да, ќе се навратам само пред да завршиме и повторно да ги поканиме нашите гледачи на форумот, на она кое што се случи викендот, а тоа е пожарот во магазинот за електричен отпад, каде што нели сите граѓани се загрижени за своето здравје, впрочем особено оние кои што живеат во тој дел и дел од нив кои што побарале медицинска помош. Од тука би ве прашала дали знаете каде во земјава има складишта за опасен и токсичен отпад и она кој се отвори како прашање како се добива дозвола за преработка на батерии во населени места, бидејќи ова е во населено место и така, значи се има постапки, нели, каде што вие за дејноста што сакате да вршите, си поднесувате барање во Министерството за животна средина и просторно планирање и во зависност од дејноста на вас ви определуваат дали вие спаѓате во, да кажеме, еколошка дозвола А или Б. Значи, Министерството ви кажува што треба да кажете и како треба да постапувате. Со опасен отпад си има посебна дозвола за ракување и управување, кој што ги издава Министерството за животна средина и просторно планирање и понатаму одговорноста, нели, инспекцијата и надзорот кој ќе се врши, ако е, например, еколошка дозвола од А, тогаш е државата надлежна, нели, да кажеме, да го инспекторира тој правен субјект. Ако е од Б дозвола, тогаш правниот субјект се инспекторира од страна на општината. Така да Министерството за животна средина ви пропишува како вие треба да работите согласно со опасниот отпад и зависи за кој опасен отпад станува збор. И на крај ја заокружуваме со тоа како би изгледало едно вистинско одржливо Скопје и колку сме далеко од тоа со оглед на сите овие работи кои што ги споменавме. Одржливото Скопје се да кажеме дека сакаме да живееме како во Словенија, сакаме да живееме како во Швајцарија. Да. Тоа е одржливото Скопје кое што ние може да го направиме. За жал ние во се уште во 21 век еве 2025 година имаме само автобуси како превозно средство, за жал. И возниот ред е се уште како првичниот возен ред, така се уште возиме во истиот возен ред. Не смислуваме други начини како да ги стимулираме граѓаните да користат други транспортни решенија. За жал не видовме ниту една затворена улица. Нели во светот се применува да се затворат некои улиците, да станат пешачки зони, да се скратат булеварите, да се дозволи повеќе простор за велосипеди. Така да тие решенија се уште не ги гледаме, не дека се невозможни, само нема доволно храброст некој тоа да го направи. Да. Што значи дека таа вистинска слика за Скопје е далеко од она кое што сега го гледаме, но ајде да се надеваме дека и со вакви иницијативи и со се поголемо учество и нели посилен глас или како велиме погласен народ, веројатно и со сечи и придонес ќе се придвижуваме чекор по чекор кон она кое што сакаме да го видиме. Среда рековме во 5 часот. Во 17 часот во кино Фросина влезот е бесплатен за сите оние кои што сакаат да се информираат и да добијат одговор на своите прашања. Филип, благодарам за гостувањето. Ми беше задоволство како и секогаш ете така да отвориме една важна тема за дискусија, па и преку нашиот разговор гледачите да се информираат. Така, ви благодарам и за можноста што ни ја давате и што го отварате ова прашање за животна средина. Многу ретко се зборува за животна средина и се дава простор за нејзе. Ви благодарам уште еднаш. Ние се разбери и во оваа нова сезона ќе го отстапиме просторот секогаш кога има нешто ново и актуелно да се информира, особено заради тоа што очигледно за ова треба и многу повеќе и почесто да се зборува.